Мала прошетка низ македонската археологија со Архидон и Архидонка, јунаците крстени по именките археологија и Македонија, историско-археолошките факти од 9 различни периоди на лесен, но едукативен начин да се доближат до најмладите. Првиот музејски водич за деца, патување во минатото на Архидон и Архидоника на вторката Лена Ангелковска од Музеот на Македонија, денес беше промовиран во Виница од страна на Музеот Теракота, со што истиот се вклучи во одбележување на Светскиот ден на музеите. Преку ова издание, децата и возрастните на сликовит начин можат да се запознат со културните богатства на Македонија, историјата од старото камено време палеолитот, 1.200.000 до 10.000 години пред нашата ера, па бакарното, бронзеното, железното време, раноантичкиот, римскиот, византискиот, па се до османлискиот период. Тоа е еден влез во музејската поставка во која што ќе се презентира археологија. Значи, тоа е археолошката, значи запознавање со археологијата во Македонија. Таа е направена по периоди. Тоа се патувањата на тие два лика кои се измислени, кои ги имаат имињата Архидон и Архидонка изведени од археологија и од Македонија. И тие два симпатични лика ќе патуваат во минатото всушност. Поради ограничениот тираж, музејскиот водич може да се најде во музеот во Виница или да се чита како интернет издание. Ќе ги има во сите пунктови кои се тоа се тие туристички пунктови со информации со се, ги има повеќе во градот, сега се ново отворени, во кои што ги има сувенири од градот, има копии на наши археолошки артефакти и тие се наоѓаат сега во Порта, Македонија. Паралелно со промоцијата, посетителите имаа можност да ја видат и изложбата на илустрациите со која е збогатен водичот од авторот Никола Ангелковски, а во знак на благодарност за поддршката, Музеот Теракота врачи и неколку карикатури и илустрации на градоначалникот Дончев, директорите на културните институции, како и на професорите по ликовни